Распределба на земјоделските субвенции не по површина, туку по предаден килограм производ, промена на сортиманот, окрупнување на земјиштето, инфраструктурно уредување и дигитализација на руралните средини, како и поддршка на големите компании се клучните препораки на Стопанската комора за развој на земјоделството кој се соочува со еден куп проблеми. Производство на пченица речи си и да нема, млечната индустрија работи отежнато, сточниот фонд драстично се намалува, а се зголемува увозот на месо, а згора на се работи со застарена технологија, алармира стопанствениците. Вела дека потребна е итна дигитализација и модернизација со цел за заживување на агросекторот. Мора да се најде еден нов начин на нова рамка на соработка помеѓу бизнис секторот и ресорното министерство за поголема ефикасност во носењето на развојните мерки и воспоставување на нова форма на диалог. Затоа што само на тој начин ќе бидеме ефикасни и ние како предлагачи, односно коректив на Министерството и самото Министерство. Практично освојувањето на нови пазари, користењето на домашна суровина и нова развојна програма на агросекторот ќе бидат основните цели и на Министерството и на Стопанската комора. Приватниот сектор мора да добие потребната поддршка од страна на институциите. Македонското земјоделство изеде 1 милијарда евра за субвенции во аграрот за изминатите години, но без никаков ефект, алармираат бизнисмените. Редно е, велато, традиционално да се премине во професионално земјоделство, кое ќе треба сериозно да го поддржи и државата. Ќе мора да се донесат сет координирани мерки за, како што вела, да тргнеме по вистинскиот пат. Досегашните политики ги уништи големите комбинати земјоделски задруги, а истовремено ги набали субвенциите, се извинувам, за големите компании од овој сектор. Потребно е да се дават субвенции по предаден килограм производ и предаден на регистриран откупувач и преработувач, а не по површина. И додека стопанствениците бараат итни мерки за спас на секторот, се помалку млади земјоделци остануваат на македонските ниви. Проблемот, велат, не бил само во работата, туку и во пласманот на откупните цени. Сметаат дека со загарантирани цени, добар дел од младите ќе се вратат на нивите и ќе го модернизираат земјоделското производство. Инаку компаниите од агросекторот по првите месеци од пандемијата, кога беа откажани голем дел од нарачките, полека се консолидираат, но за закрепнување, велат, потребно е времено и помош од државата.